утро ќе ја посветиме музиката и се останато на Наташа Маленкова, заради тоа што денеска за прв пат ја имаме и во утро, токму лично и персонално, со која ќе поразговараме за многу нешто со неа. Затоа ќе кажам добро утро, Наташа, и добро ни дојде во утро. Добро утро, ви благодарам на поканата. Реално нас пеачите, музичарите ни е многу рано гостување на утренски телевизии, меѓутоа за вас секогаш тука. Така е. Не ме одби уште од прва и јас да ти кажам искрено на моје огромно задоволство, многу сум среќна што денеска те имаме, затоа што сакаме да бидеш дел од утринската и да кажеме многу нешто за тебе и морам да ти дадам еден комплимент на почетоков. На вистина во последно време си многу разубавена, на што се должи оваа твоја убавина? Веројатно пак ќе кажам, најголем кривец за се во мојот живот е музиката, така да и тоа исполнување внатре од душата и од срцето, што го гледате веќе надвор со таа енергија, со тој изглед е заслужна музиката. Убавата енергија, убавите луѓе околу мене, семејството. Така е, тоа е сето во ред, меѓутоа сепак ќе кажам дека како еден естраден уметник добро е да има промени и добро е на подобро да се оди, затоа што тоа е едноставно огледало пред се на вашата професија. Така. Така да е убаво секогаш да сте свежи, убави и расположени во секој поглед, затоа што пред се вие сте тие кои ја пренесувате таа убава енергија и на луѓето кои ве слушаат со вашата музика. Точно. Ајде вака сега за почеток да ми кажеш што се правеше Наташа изминатиот период до сега, што има ново кај тебе, што се случи, а после ќе зборуваме и за тоа што ќе се случува во иднина. Така. Па мојата обврска првенствено како мајка, нели, жена и во приватниот сектор нели со мојот приватен бизнис. Меѓутоа, ајде тоа секогаш го кажувам као приоритетен момент затоа што и навистина е така, меѓутоа она што најмногу ми исполнува, кажавме, е музиката и тоа е тоа што го работам со полно срце и никогаш не ми е ниту досадно, ниту мачно, ниту секогаш наоѓам време пред се за тоа и навистина сите тие 25 години кои што изминале од мојот живот се предадени и на музиката и никогаш не сум застанала, не планирам никогаш и да застанам и навистина би сакала и чувствувам некоја енергија дека можам многу повеќе и дека можам се уште со таа енергија да работам, иако е многу напорно и тешко, ноќните настапи се прилично исцрпувачки. Меѓутоа, тоа што го работевме изминатиот период, последното со кое што можам да се пофалам е мојот последен сингл Нема правила, за кого како комплетен автор и продуцент се потпишува мојот драг колега Столе Аврамов. Настапите веќе си траат и ќе си продолжат и веќе имаме закажано многу настапи и до Нова година, па и после Нова година. Така да се околу музиката што е поврзано работиме на вистина многу вредно. Така, Столе е верен другар, верен партнер на сето тоа што го правите, не само што работи на твојата музика, тој работи заедно со тебе, постојано сте. Да, на настапите работиме заедно. Да, ние веќе функционираме како семејство, јас тоа многу често милувам да го кажам, затоа што веќе сме дел еден од друг и семејно поврзани и функционираме безпрекорно и секојдневно се дружиме, така да тоа е човекот со кого би останала да работам до крај. Така. Што ќе кажеш еве за синглот, еве детали, како најде кај тебе првин кога ти представи Столе што све спремил, сработил? Так, работевме долго време. Јас немав издадено сингл добри 3 години. За време на короната беше последниот Немам зборови. Меѓутоа, после тоа некако се реално ни замреа идеите. Или ќе кажам дека сакавме да влеземе во некој нов правец и да направиме нешто поразлично и поново, меѓутоа немавме некоја посебно голема инспирација и не дека не пробувавме, работевме во студио, веќе имавме многу теми начнати и демо снимки снимени, меѓутоа се одлучивме на крај да биде токму оваа, последната што ја издадивме, Нема правила, затоа што беше баш предвидена за летото. Беше во тој период, јануари ја работевме, февруари веќе фати и март, кога сакавме да ја издадиме и сакавме да снимиме така некое посебно поинтересно видео, баш картун видео е видеото кој што го изработија Sky Eye за нас и
беше идеја да се промовира песната за летото затоа што има таков вајб. Значи е баш онака летна темпераментна песна, да не речем во мој стил. Меѓутоа за жал во март се случи тоа што се случи во Кочани и некако пак ни спласна, како да кажам, желбите и и амбициите, затоа што навистина беше многу тежок момент. Јас искрено тој период едно добри месец дена воопшто и не работев на настапи. Направивме само една хуманитарна после тој месец за погодените од случајот во Кочани и тоа беше тоа, така да некаде после, да не речам 2 месеца ја издадиве, можеби малку касно беше, веќе на сред лето додуше беше. Меѓутоа, ајде, изврти едно добри 2 месеци, така да се уште се врти, меѓутоа ние сакаме да спремаме уште нешто за до крајот на нова година. Би сакала да е таква некоја посебна тема која што ќе одговара на тој период, нели, со тој амбиент, нели, за празниците, меѓутоа ајде да не најавувам и да не биде напамет кажано, да ќе оставиме да работиме во студио, па дали е тоа единствено што ќе го правиш сега во нареден период до нова година или уште нешто? Настапите веќе се закажани и тоа е тоа за кое што можам да со сигурност да ви потврдам, меѓутоа се останато случајни и спонтани соработки и работи, ако се случат, ќе да знаете. Да, секако дека ќе да знаеме, ние будно те следиме. Впрочем, неодамна имавме поставено и на нашата Facebook страница една фотографија твоја, каде што импозантно беше направена и многу ми се допадна. И да искрено да кажам, не знам точно, меѓутоа знам дека има премногу лајкови и убави коментари, што значи дека публиката те сака. И тоа е убаво за еден уметник, публиката да го сака и со нетрпение да очекува било што да се објави, дали е фотографија, дали е нешто. Обично публиката ќе се изразам трзнува на малку попровокативни фотографии, знам и точно за што зборувате, тоа е мојата последна фотосесија, која што работевме со Костадин. Ти кажам, баш беше онака стилизована и многу ми се елегантно провокативна, ќе кажам, меѓутоа да, и во принцип би сакала луѓето да ме сакаат по мојата музика, по моето пење, и јас сум среќна ради тоа и секаде каде што настапуваме имаме толку многу публика, имаме толку многу позитивни коментари, навистина имаме убава публика низ Македонија и имаме преубави настапи. Би сакала навистина да не поддржат, без разлика дали мене, дали локално, дали на национално ниво. Убаво е кога не поддржуваат, убаво е кога ни не поздравуваат за тоа што го правиме, затоа што ние тоа што го правиме не го правиме само за нас, него го правиме за сите. И убаво е да се прави што повеќе македонска музика, да влегуваме во антологијата на македонската музика, Тоа ми беше и следното прашање, што мислиш околу, нели имаше некои препукувања околу македонската музика, па имаше некои демек нашите пејачи немаат македонска музика, не продуцираат нова музика. Сметаш ли дека треба да се прави што почесто и ајде малце да изоставиме од оние кавери што се снимаат? Веќе една песна ја снима милион души, а со тие средства можат да направат и своја музика. Па не сум сигурна дека би можеле, јас сум ти сведок дека со сите овие 25 години искуство дека можеш заменски наместо кавер да снимиш твое авторско дело. Затоа што за твоја песна пред се е многу важно и каков е типот на песната, дали бара живи инструменти, тоа све си кошта, значи ти да може да ангажирате, па ти кошта студио, значи ти бара студио професионално спремно за да може да се снимат тие инструменти во живо. Аналогните песни се секојаш останале, меѓутоа сега со новото, со модерно време се вметнуваат и нови или за да се искористат тие нови стилови, да се направи песната во таков помодерен стил, се користи и некоја електронска музика, и некои електронски елементи, како да кажам. Меѓутоа за сопствена песна, а да не зборам да почнам од почеток, почнав од крајот, меѓутоа од почеток станува збор за да се најде прво добрата песна, добар автор, потоа да се најде добар текст. Луѓето многу внимаваат на текстот, значи публиката сака и да слуша добар текст. Така да во принцип последната алка од целава оваа, да речеме, од целиот овој проект што би сакале да го спремите или да го спремат колегите без разлика е видеоспот. Значи тоа треба да биде квалитетен, убав видеоспот кој што ќе биде соодветен на темата, со квалитетна резолуција, со статистика кој има, ако нема, со добра приказна, со добро сценарио.
Значи како и да е, а за каверот мислам дека може и малце по-лесна организација, не дека не кошта, меѓутоа мислам како пеач на македонската естрада со толку многу песни и спотови, навистина е многу тешко да издадите авторска тема, а тоа да биде едно комплетно парче како што и гледате сите овие спотови, тоа зад камерите што го правиме и целата таа организација и како тоа ние се спремаме со месеци и со денови и непроспиени и кошта многу. Така, тоа значи дека да резимираме на али убаво е да се прави македонска музика, пак ќе кажам, добра песна е добра песна. Сме биле светоци и на песни без спотови кои што станале хитови и така натаму. Значи не мора да е спот па за да биде вртена гледана. Значи медиумите, вие сте едни од битните алки за нас, за ние кои што работиме, затоа што ајде ќе ги тргнам на страна социјалните мрежи кои што можеби многу повеќе сега се актуелни и се користат, меѓутоа медиумите ни се многу битна алка. Радиостаниците и ТВ емисиите ни се многу битни за да луѓето покрај тоа што го слушнат. Мене се уште ми се случува да на настапи си ги пеам моите песни и луѓето да не знаат дека сум јас тоа што ги пее. Значи не ме виделе на телевизија, а ја слушнале песната. Така да тие се две работи кои што мора да бидат синхронизирани и да течат заедно. Да, и да резимираме како што кажав, значи тоа значи дека апсолутно им треба и текако голема поддршка на нашите изведувачи. За тоа да не зборуваме, тоа е веќе до средства и да можат да направат квалитетна нова музика, зборуваме, да остават свој трак, свој печат во тоа што го работат. Јасно. Така. Сега поводот највише беше новиот сингл што го издадовте, меѓутоа и твоето учество на Макфест 40 години јубилејно. Така. Знам дека и порано си учествувала на Макфест, сум ти била и таму, интервју сум ти земала на времето, тоа е 2009-10 тој период, после тоа пак од 2001-та па навака, има многу настапи на Макфест. Да, си и била, значи едноставно си дете на Макфест, како да кажам, ги сакаш тие фестивали. Пораснав и со Макфест и пред телевизор кога сум гледала како дете, а и веќе и на сцената на Макфест. Така, какво беше чувството 40 години јубилејно, со што се представи пред се, тие што нема прилика да гледаат или да присуствуваат на Макфест, да ги запознаеме и ајде една паралела како беше порано Макфест, како е сега. Макфест за мене е еден од најубавите фестивали со една преубава енергија, можеби затоа што, ајде ќе кажам, емотивно можеби сум врзана за фестивалот, затоа што таму ми си првите почетоци настапи уште на времето со Багаж, кажав од 2001, 2002, потоа веќе 2005 или 4 и 5, така тој период се појави в тие години и после тоа веќе со мали паузи измеѓу годините, меѓутоа си држев некој континуитет. Последниве неколку години сметав дека немам соодветна песна на Макфест и не конкурирав на конкурсот, меѓутоа годинава ми се пројави пак желба за наредната и можеби и понаредната да конкурираме со некоја добра тема. Меѓутоа конкретно оваа година беше јубилејна за Макфест, славеа 40 години јубилеј, роден ден, манифестација и организација за мене едно од поубавите. Навистина многу се потрудиле, тимот на Макфест беше од утро до мрак со сите изведувачи, со сите гости, одличен пречек, дочек, одлична, пак ќе кажам, организација и навистина беше една магична вечер. Фестивалот траеше 3 дена. Јас на покана на организаторите бев првата фестивалска вечер на дебитанти беше таа во четвртокот. И се врати на она време кога почнуваше, нели, на Макфест, се осети, мислам преубаво, во исто време и возвишено, од друга страна и со многу трема, затоа што задачата што ми беше дадена беше многу голема. За мене беше и значајна, многу значајна, меѓутоа и многу голема. Стануваше збор за покана да учествувам на првата фестивалска вечер во ревијалниот дел, каде што требаше да имам програма од некои 20 на минути, а во тие 20 минути да ги испеам најголемите македонски рефрени кои што оставија најголем печат во македонската музика, а токму тие рефрени доаѓаат од Макфест. Стануваше збор за Кога те нема од Хелена Благне, за Звонат од Љупка, за Нема утеха од Пилева и побара да тие 20 минути бидат во комбинација со машки вокал, така да на мој предлог
влезе Мики Секуловски, мој драг пријател и колега. И веќе кога ја прифати поканата и соработката, направивме и една песна за крај како дует. А дуетот на мој големо задоволство и на задоволство на Мики, деновиве чув муабети од самите изведувачи дека биле презадоволни од таа изведба и од тоа како ни текнало да испееме таа песна, да ги вратиме, да вратиме многу спомени и да ги подсетиме гледачите и публиката на истата, е песна од Ѓоко Ѓорчев и Катерина Танева. Преубава балада, преубав дует, навистина многу се вклопивме со Мики и направивме една одлична изведа за која што сме многу горди. Организаторите исто така, публиката беше воодушевена, да, имаше меѓу песни имаше или на средина на песни имаше и аплаузи и беше преубава енергија. Така. Меѓутоа настапи, мислам дека и на третата, ако не се лажам. Не настапив на третата, на третата бев поканата, повикана како гостин. Третата беше ревијална вечер, каде што настапуваа победници од тие 3-4 децени, додека 4 уствари децени, да, додека од кога почнал фестивалот. Меѓутоа беше исто преубава вечер, каде убаво е да се потсетите на тие големи хитови како Остан од Трајче Манев, како Џафер, како Владо Јаневски, значи Олгица Христоска и така натаму, значи беа отпеани преубави теми кои што они ги донеле и победиле со тие теми на Макфест, значи од 80-тите, 90-тите, 21-виот век, така да беше една интересна програма. Да, на големо воодушевување беше и на нас новинарите, меѓутоа и на самата публика, заради тоа што мислам дека ова 40-та година на Макфест некако беше многу поразлична од сите останати. Да, беше гламурозна, беше со добро организирана, со тој црвен тепих, со пречек, дочек, пак ќе кажам, и со влегување регуларно како што треба, со интервјуа, значи навистина се потрудиле. Можеме и повеќе и треба да работиме повеќе, меѓутоа овој пат јас можеби затоа што не сум била изминатите годинава ми остави навистина впечаток. А посебен впечаток ми остави онаа дружба, пак ќе кажам, зад камерите, затоа што се немавме видено со колеги со години, колеги кои што живеат некаде и на страна, надвор од државата, така да беше една преубава дружба и после фестивалот имаше организирано коктейл забави во неколку локални локали, така да и таму беа наши колеги кои што имаа настапи, па си запеавме сите заедно и така да цела вечер пеевме, ќерка ми рече: мамо, ти дојде на Макфест гостина, пееше саат време. Така да супер беше. Да. Убав впечаток остави, како што кажав, кај сите нас, впрочем и тие што беа пред малите екрани, тие што беа присутни таму, заради тоа што најмногу лично јас можам да кажам, се отпеа најубавите македонски хитови кои беа една душа на Макфест низ годините. Се потсетивме на многу ваши колеги, на многу песни, меѓутоа беа присутни и имиња од македонската естрада што не сме ги виделе подолго време на Макфест. Да. Ниту сме ги виделе на Макфест, ниту не сум ги видела воопшто реално да прават музика, можеби по некои телевизии дали, жално, да, меѓутоа сепак знаете како со годините сите си донесуваме сопствена одлука до каде и колку можеме да работиме. Така, тоа значи дека и оваа инспирација ќе те држи до наредната година, сигурно сум дека ќе се пријавиш со твоја Јас веќе во преговори сум, и ми беше, мислам, беа иницијатори, самите организатори дека ме нема подолго време, дека навистина ме сакаат да се појавам и дека убаво е да ми има на тој фестивал, не дека не сакам, таман работа, меѓутоа како што кажав, до сега некако не сум наишла на соодветната, на правата песна, меѓутоа сега навистина ќе седнам и ќе работам за да го чујам тоа што сакам да го чујам на Макфест од мене. Така е. Мислам дека дечкото, како се викаше, што победи од изведувачиве, Од кои изведувачи? Што се надпреваруваа, песна беше одбрана, мислам дека во музика аранжман на Филип Стевановски, колку што не се лажам. Зоран Илиев да не беше тоа? Зоран Илиев, да. Таа песна навистина беше трогателна, затоа што сепак Филип беше еден исклучителен музичар кој направи песна, еве песнава веќе почнува да се Филип сигурно има уште многу песни. Јас
зад сцената разговарав со многу колеги во однос на сите тие работи, значи и за песните, и за компонирање и се, значи Филип работел многу, имал многу песни во студио, верувам дека и се уште ќе се доработуваат и ќе излезат од неговите колеги кои што сега може да влезат и да работат таму, затоа што неговата сопруга е отворена за соработка и она беше и дел од пратечките вокали на Маквест годинава. Меѓутоа, еден факт е што јас не го знаев е тоа што на самиот фестивал покрај тоа што одеше Матрица, имаше и оркестар во живо. Да. Тоа се беа докажани музичари и талентирани музичари и помлади и повозрасни. Меѓутоа дознав дека тој оркестар токму на Маквест, дали предминатата, така ли беше минатата година, токму Филип. Филип го споил и го организирал, го предложил како варијанта и навистина и убаво изгледаше и многу убаво звучеше. Да. И тој беше човек со визија, тој сакаше секогаш да биде нешто во живо, автентично и на негов предлог беше тоа и мислам дека тоа и понатаму ќе продолжи. И треба да продолжи. И ќе биде како една сатисфакција, еден репер, ајде да пееме во живо, а не да биде се Матрица, нели, пошто изминатите години нели не беше фестивалот. Имаше години кога јас учествував, се точно не се сеќавам кога 2014-15 ми се чини тој период беше ревискиот оркестар во позадина и таму немаше матрици, така да распишувавме ние партитури, диригенти и музичари ни распишува ноти за да може да се донесат песните така како што ги замислуваме. Меѓутоа, оваа комбинација на матрица со ревиски, оркестар во живо е некако помодерна и мислам многу подобро, помасовно звучи, повеќе се надополнуваат и поголемо звучи, а сите сакаме убав голем звук, затоа што малиот или ситниот звук, се ова малку музички кажано колку ќе ме разберат, многу е тенка права линија. Додека кога имаме и осцилации, кога имаме и звуци од страна и од други инструменти и тоа све аранжмански, кога ќе се распише убаво и кога ќе се сколпи, кога ќе се спои, изгледа многу и звучи многу убаво. Да, така е. Големо. Останува да те следиме и понатаму, да видиме што ќе се случува еве и до крајот на новата година, пошто спомна дека можеби ќе ни изненади што нешто ново. Се надевам дека ќе стигнам, искрено, навистина немам многу време заради тоа што навистина многу ноќни настапи се во игра, а и приватно еден тон обврски, меѓутоа затоа што премногу ја сакам музиката, ќе најдам време. Да, секако дека ќе најдеш, тоа познавајките, знам дека ќе најдеш и дека ништо кога ќе зацрташ ќе го направиш, па таква сум по природа, да. Ти благодарам што одвои време и што еве рано стана и што беше дел од денешнава утринска емисија Утро. И здраве Боже те следиме и ќе те поканиме повторно до пред Нова година да видиме до каде си со тоа што го обетивме, нели? Не ветивме ништо, да се развериме. Не ветивме ништо, меѓутоа ветивме дека ќе работиме, да. Да, али јас сум сигурна конкретно ништо, да, меѓутоа ќе се гледаме низ ноќните клубови, ноќните локали, ќе се дружиме, ќе си пееме заедно. Да, меѓутоа како и да е, дека ќе се видиме повторно, а и пред Нова година секако ќе бидеш дел од Утро, затоа што тогаш ќе ни треба малце да пееме и во живо и да уживаме. Тоа би било интересно. Да, тие мисли многу ги сакам. Да. Денес нема да те малтретираме толку многу затоа што треба да одиш и на работа. Да. Па и вокалот не ми работи наутро, значи и наутро малце. Трета смена е секогаш. Али ќе најдеме време за пред Нова година да ги почестиме нашите гледачи и со нешто од пеано во живо, токму во Утринска. Да, ви стојам на располагање секако.